Абе, му викам на мој другар роден ден, што ти е на те? Абе, слушај, му викам ке пееш на увце, шо ке ти кажат бе како попче некој, одма свитка опашка, одма. Абе, не смее да каже какви пари, бе, дали си нормален пари ке дава. Бе, што мисли дека он, шо Дадо Топич да не пари ке му даваш? Уживај, доаѓа на роден ден, ке се сликне 2-3 пати, има да покаже дека бил кај мој другар на роден ден, на Facebook, чека малце некој. Еј, ја одам на кај студио. Доро? Затоа, за роден денот, Ептен, пошто ги заплачеше за малце, иначе такви работи не правам. Ама, попус не можам да ти дам, да знаеш. Абе, ич полна цена за настап, кој што се договоривме, ти само дојди, сликни се еднаш кај оди си, не мора ни да пееш, бе. Ич. Ајде. А он беше па ти да сум му потврдил дали било се окей. Абе, слушај, му викам што има бе, ја да ти потврдувам, ке си се нацрташ и ке пееш, бе. Го владеам кај Маковски, бе, што ти е? Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашен гостин Даниел Кајмаковски. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Ваков дочек, опа, ето, сакам и тебе. Денеска гостин е Даниел Кајмаковски. Тоа е тоа. Пајаче? Добро, одлично. Ајде сега прво вие зајбанциите, демек. На 21 месецов. Повторно, не сега ова е сериозно, видиш, ја очекував нешто шега, но стварно е ова. Ликовите од култната серија Пријатели, Friends, ке се обединат на 21. Да, повторно. Friends не биле заедно цели 12 години. Од 2004. Значи, јас Ептен ја сакам серијата и наистина криво ми е што до душа нема некоја македонска верзија на Friends да видевме. А замисли, пример, да се сега тука во 2016, например, Рейчел. Со Таска Балабанова. Иако не знам зошто, ама добро. Рейчел, например. Пак ќе си беше шмизла, ама таа наместо да купува облека од Bloomingdale's, ќе мораше да купува дуканот на Мелита. Тоа е тоа, иначе исто тоа е. Што би рекло, ќе купуваш облека од кај Али. Ама Али Експрес, не Ахмети, тој друго е. Ајде друг, што работеше кој Рос? Што работеше Рос? Што работеше Рос? Сеќавате? Диносауруси, значи нешто со фосили, нешто таму. Добро, ако таму се занимаваше со фосили на диносауруси, овде би се занимавал со фосили на македонска поп музика, Угро, Елвир, Јован Јованов. А би работел каде? Би работел во музеот за фосили. Да, не знаевте? Имаме музеј за фосили. Ману го викаат кај нас. Ти се допадна оваа шега, пријателе. Зашто така им зборуваш? Шега е, дедо, шега е. Тие ми се другари. Фиби пак. Фиби ќе беше откачана, како што си беше и на Friends, и сите ќе ја гледаа како да е малце куку, не токму. Таа, например, да беше во Македонија, ќе беше лидер на Анима Мунди. Друг, Џои, мојот омилен. Џои Трибијани, јас го сакав најмногу од Friends, и да бидеме реални, тој не беше баш најпаметен, беше малце глупичок, простичок, да. Значи во македонскиот ремейк, каде ќе беше Џои? Пратеник во собрание на Македонија. Удри по политичарите.
Чендлер и Моника ќе имаа поинаква судбина, например, тие ќе беа разведени. Чендлер ќе работеше во јавна администрација и ќе сакаше да си гледа седници на влада, Моника ќе сакаше кара да гледа и ќе пукнеше тиквата. Абе не е за аплодирање, развод е бе, развод е бе. Кај ви е осетот? Немате чувство за осет. Денеска е 6 февруари. На денешен ден е родена Ева Браун. Таа е жена му на Хитлер, токму така. По тој повод научниците од архивите го извадија точниот начин на кој Хитлер и се пуштал на Ева. Точната реченица со која Адолф Хитлер ја карил Ева била: женска, дали си Европа, бидејќи сакам да те освојам. Абе, замисли како би било на Ева Браун бе да си жена на Адолф. Значи, цело време сама дома мажав по нацистички собири таму негде доаѓа: Адолф! 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 Кај беше цело време, па? Како не знаеш? Маче, бев, собиравме евреи, како и цело време. Собиравме евреи, цело време собирате евреи. Не знам зашто зборуваш. Ајде веќе собери го тој албум еднаш. Оди бе, свари кафе. Нема плин. Како може да нема плин? Ти го потроши. Лоша шега. Знаеш дека Гадна шега. Знаеш дека си управо у ова све затоа што Хитлер стварно со двата прста носот си го чепа. Така се. Како бил вака? Вака, да. Се стимулираат нови музички жанрови, освен рок, хип-хоп, поп, джез, има и нови жанрови како песни за многу детно семејство. Како хитот Зете мили зете. Апсолутно. Напред трето дете. Напред трето дете. Да, најнова е појавата на песни за среќа и благосостојба. А вакво нешто може да пее само Тино Кајшаров. Го знаете? Да, песнава се вика Божик доаѓа, Дај да се најадеме. ама гледајќи ги вака насмејани, мисля дека треба да се вика Дилерот доаѓа. Шега! Многу близко сме до мај и новата Евровизија, а Македонија знаеме дека живее за Евровизија. Дознаваме дека Калиопи, која неодамна бајдове се закити со најновото признание, не знаат, Калиопи дадоа признание официјален представувач и настапувач на Евровизија за сега, секогаш и вечни векови. Значи, од нејзиниот тим ни информираа дека таа не оди уште еднаш на Евровизија од кеф и од желба, туку дека има сосема друга цел за нејзиниот јубилеен 100-ти настап на Евровизија. Излезе дека патувањето е со цел Калиопи да си го усоврши англискиот. Од извори, ти само го знаеш тоа видео. Од извори блиски до МРТ, дознаваме дека и Ѓоко Таневски бил во потесен избор, но тој ги одбил велејки: јас се откажав од англиски, он сега учам српски, налето многу срби имаат кафичи во Охрид. Кој ќе ми се исплати? Абе, Ѓоко, бе. Плаќате онлайн со картичките на Стопанска банка, искористете го с него додека го има, одите на скијање со савана, вакви хартии непотребни, рециклирајте бе, Мешевски бе, рециклирајте. О, тој некој си дел од емисијата кога звонат будалите. Ало. Ало? Ало, да. Ало, Жоре? Ало, да, господине. Господја не е сигурно. Ало? Оу, добро, господине. Што сакате? Што одзвони? Зашто крадеш, Жоре? Молам? Зашто крадеш? Тоа сум украл, ајде, поѓа волите, бе, молам. Моето срце го украде. Како не ти е срам да... Ој! Кој е на телефон? О, Жоре, Да, повелете. сакам да кажам нешто. Повелете. Анонимен гледач од анонимен град. Добро, останете анонимни, повелете. Сакам да кажам нешто. Повелете? Може ли да кажам? Може да кажете, да. Ама ти ко да не сакаш да кажам. Значи, може да кажете. Океј. Ама да не прекинуваш. Значи, нема да ве прекинам, волете, кажете. Сигурно? Да не ме Да. прекинаш. Значи, нема да ве прекинам, ајде, кажете, ја трошите емисијата. Добро ме не кажувам, амам фашист еден. Цуба
Добре, едно фашистичко, не ми даш да зборам. Да. Добро вечер, Жаре. Добар вечер. Како си, Жаре? Абе, емисија, знаете, така. Веќе подолго време вртам, никако да те добијам. Океј. Еве сега среќа се случи да те добијам. Кажете, ворете. Така сакав да те чуем. Голем шизик си, те видов пред некој ден на пазар. Па добро, секој оди на пазар, мислам. Да, па бараше брокула те видов. Па, добро, здрава храна е, знаете. А таму се расправаш, бре, Жаре, за нешто 10 денара поевтина ти дадат. Па добро, дека кога купувате повеќе артикли, веројатно сите барате попуст, нели? Знаеш ли кој е тука? Па не. Па тој пазарџијата, бре, евре еден за 10 денара, нели ти е срам, бе, да го промовира? Ало. О, началниче, О, началниче! Не сме се чуле од лани, не ми човече. требаш ти, таму ли е Мешевски, виж да премиер. О, нели ја и ти зборевме, бе, шо е се? Дај го бе Мешевски. Дај бе те бара тебе. Кој? Не го дајте на сите телефонот, бе. Кој бе? Луѓе стока сте, знаеш дека? Знаеме дека сме. Мешевски, ке средите ли тоа? Бе средано е уживај тука го префрламе штабот. Лично се збира. Префрлате бе Штабот, будали. Ало, штабот тука. началниче. Не паничи, ти ке си добиеш Средено е. хонорарче, реклама, ке лапаш, ајде, бегај. Оде Решено штабот е. ке префрлате? Пуштај телефон. Удат. Со началник нема шал, еј. Нема шал. Добро, разбрахме дека сте биле блиски, окей. Да, така е. Точно сте разбрали. Океј, као што се договориме, кажи ни нешто за него и ќе ти даеме што сакаш. Што сакам? Па вие знаете дека ја ништо освен него не сакам. Ама ај ќе ви кажам. Па, зашто сте толку блиски со него? Па тој беше посебен човече. Поинаку беше од сите останати. И навистина интензивен. Да, неговиот мирис се уште го чувствувам. Едноставно, откако пробав, ми се зголеми апетитот, човече. Ми помогна со сите дигестивни проблеми. И сето тоа беше навистина жешко, а го пробав и на ладно. И пак уживам во него. Нема шанси, јадеш. Сигурно претеруваш. Ја претерувам, па не претерувам. Вака како што ми изгледаш и ти би уживал со него. Што? Не би било лошо и ти да го пробаш. Така мислам дека најдобро ќе сватиш зашо ти правам муабет. Океј бе, доста више со тие сентиментални глупости, кажи како се вика. Тоа е чај од нане. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се, нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Ајде, жо. Уште колку? Милечко, уште малку. Няма. Пред 45 минути, кога те прашав, ти ми рече уште 5 минути. А сега, пак ми викаш. Чекај бе, милечко, леле, види, на попустев установ. Слушај, лошо сум паркиран онда, да ја ни правиш проблем. Да, еве, Не? уживај. Кажи ми сега, овој или оној шарениот од претходно, ама со тој штикли немам. Чекај да видам овде. Тој да си го земаш. Може сега да има? Да.
Да? Не, ева сега. Жени и шопинг луѓе. Супер комбинација. Не покажувам на кај вас, покажувам кон мојот гостин и наистина ми е чест. Еден и единствен гостин денеска, еден ама вреден, така ли е? Па да! Даниел Кајмаковски е во 1-1. Твојата позиција? Опушти си се, фати си перниче, гушни си, мисли дека е девојка. Не знам. Прави што сакаш. Даниел, последен пат кога беше? Тоа беше една фрка голема се случи, не во емисијата конкретно, ама некако денот беше така малку хаотичен. Бар твојов, овој мојов беше Дефинитивно, супер. да, мислам дека секогаш ќе го памтам тој ден, навистина. Тоа што беше прв ден од како Тоа не беше Тоа- завршен X Тоа фактор. ствар, не, траеше уште Траеше. X Factor, 2014 беше, значи веќе неколку недели пред финалето, Е така. ама беше моето прво појавување во Македонија, нели веќе бев, Така, те знаат сите, Популарен едно друго, и се- ама не си дојден. ама не бев дојден, да. Не знаеш што те чека. И бев, нели, добив награда за откритие на годината на Бубамара. Така. И сакавме и моравме да одвоиме малку време да се појавиме, да ја земеме наградата. Нормално. Не. И тоа беше, значи, лудило. Носев едно одело со мене цело време во рака, во авион вака седев, пошто не смев да го спуштам никако. Ама бе. Наредба од стилистот, не го спуштај Авионот ли од да го рака. спуштиш? Кој? Оделот. Оделот. Добро. И на аеродром кога пристигнав, че ме чекаа 3 шофери, сите беа договорени да го земаат Даниел Кајмаковски Така е, од на аеродром и почна да се караат кој да ме земе. Нормално. Не, јас сум дојден, вика, јас сум дојден. Не бе, јас треба таму да го носам. Не, ја ваму треба да го носам. А ти кај се треба да одиш? Не ни знаев. Треба Бубамара. Треба радио. Ја, значи, немав никаква информација. Јас бев договорен да се појавам на Бубамара. Добро. И толку знаев. Добро. Но не стигнав за ништо. Значи, ме однесаа на 300 места, дојдов и кај тебе, не стигнав и до WC да одам, тоа беше лудило тој ден. Дали признаваш Значи, дека уште- ти се мочаше за време на интервјуто? Признавам, и то како. Човек Ама, ето, дојдов и кај тебе, нели, ја снимивме таа емисија и не остана повеќе време за ништо. Да, и мораше да пративте одиш? еден шофер да ме однеси Така. и Директно ме на однесе Бубамара? директно на Бубамара. Да. И таму се соочив прв пат со А голем број Бубамара од моите... почната? Почната, значи ја веќе каснам. Нема време за хотел да се пресоблечам ништо од делото, се разбира со мене во рака. Раката уште Се вака. уште раката вака. И тука прв пат се соочив со голем број од моите фанови, Така, дел од нив се тука. кои ме растргнаа на сите страни. Аха. Ја, ако памтиш, носев едно капче Како не цело време беше така. и ми го украдија. Значи го немаш веќе. Абе све зеда на мене што можеа да земат, зеда. Може да се најде на eBay. И јас се брзам некако, едва се ослободив од фановите и нормално ми ја зедоа капата и косата ми беше ваква, на сите страни. И седнав таму во публика и прв пат зедов здив така, почнав да дишам и колешката од Србија, од продукцијата, Што ти вика? ми се врти и вика, каде беше до сега? Не си стигнал ни да се пресоблечеш? И ја шокиран од изјавата, пошто таа несвесна што све ми се случуваше. Дека ти не си стигна до вецето. И не знаев дали да и кажам ли сега нешто што да направам и само слушам. И откритие на годината Даниел Кајмаковски. И ти тако? А уште ми се мочаше. Значи, пази. А ти за тоа искачеш на сцена така малку. Така, не, и уште Сашко Коце ме пречекува и лудило некоја. А 2 дена не бев спиен, значи тој период ми беше стварно напорен. После Бубамара многу брзо си заминав дома, легнав да одмарам, пошто наредниот ден имав веќе снимање на Закажано со Сител. Значи одмарав. Да, добро. Со Кики Лесендрич тогаш се слушнавме. И Кики беше тука. И Кики беше тогаш тука и ја му кажав ако имам време ќе поминам после на пресот. А Кики имаше прес за концерт. Кики имаше прес за концерт. Добро. Ама ние можевме да присуствуваме, но не моравме.
Кики беше информиран и му пратив една порака, му трае уште снимањето со Сител, викам. Добро. Ако имам време ќе поминам, дојдам на ако не прес. ќе се видиме, да, ќе се видиме на аеродром. Но јас никогаш не бев договорен да бидам присутен на тој прес. И сега Ти си новинарите седиш дома си одмараш. разочарани одма од мене и на сите портали. Точно. Се И, сеќавам, и да. тоа беше за мене шок. И ја после Викаш снимањето кај дојдов, кај се запусти. тргнав на аеродром и си викам што се случи сега, зашто вака? Значи многу катастрофален ден, викам. А криво ти е да Многу пукнеш, beskrajno а? криво, пошто никој не знаеше што воопшто се случи. Овде. И како забелја на аеродром, камера тим ме чека, Даниел, што се случи, зашто не се појави на пресот и директно микрофонот и тоа беше мојот катастрофален ден во прв ден во Македонија. Прв ден, добро е. Ќе биде подобро, чекај, дај му време. Ми јавуваат од режија ексклузивна, значи информација, се јавил човек во режија, вика да дадеш 3000 евра и ја добиваш капата назад. Стварно? Да, Не ја е најдов проблем. капата. Не е проблем. Ја најде? Да. Добро. Ќе збориме за цената уште. Ќе се најдеме. Ќе се најдеме негде Ќе се во најдеме. средина. Од оваа перспектива. Значи, помина подолго време, веќе си поискусен и се. Ти е страв, знаеш? Не, страв не смеш да имаш во ништо што правиш. Ако имаш страв, тоа е од старт лош почеток за се, не само во мојата професија. Но, што сакам да кажам, тоа е дел од мојата професија, значи паѓање, кревање, секогаш ќе паднеш, но битно е еден пат повеќе да станеш од што паѓаш. Така, Значи, сум бил во Австрија на емисија, сум бил финалист, прв финалист од странство, значи како македонец меѓу Да. 12-11 други. Не си домашен, не си... Не, тоа беше значи моето прво искуство со популарноста, Така. која многу брзо после финалето исчезна. Тоа беше тогаш за мене шок. Тогаш имав малку страв. После бев во Бугарија, учествував исто на едно такво такмичење и тука исто слично се случи. Кои се тоа сакам да ти пулките? кажам Што е сега различно? дека едноставно поспремен сум со такви работи. Например? Значи не обрнувам внимание многу на тоа. Не дозволувам да стравот да ме фати и да мислам на тоа. Многу побитно е да се фокусирам на мојата работа, на моето присуство како уметник. Ете, можам да кажам дека после X Factor објавивме соработка со Жеко, многу успешна ден денес, многу позитивно прифатена песна и соработка. Некој месец после летото веќе беше муабет за учество на Скопскиот фестивал, го реализиравме тоа, измеѓу бев во Париз и во Катар, каде што ја представував Македонија на светското првенство за ракомет и веднаш после тоа Играше ракомет? Не. Пеев на ото. Бевме со Кирил Лазаров, мал се го представувавме. Мислам дека тебе ти е мана. Тоа што си од Македонија и немаш сцена, немаш менеджмент, да ти до сега требаше да бидеш веќе влезен во бубањот. Инаку функционираат работите тука на Балканот. Мислам, Треба сакам да кажам сам дека да се трудиш за разлика од ја и се трудам други. многу сам и ја работам интензивно на тоа. Ете, после Катар јас веќе бев на промотивна турнеја за Евровизија. Значи целиот проект Евровизија ми зеде мене скоро година дена, може да се каже. Абе и со тоа некако баксузи кој да те фатија ми се чини и со Евровизија. Се Многу слагаме? лош старт од почеток. Местенки на Скопскиот фестивал. Точно, Значи, точно. мојата слика замина низ сите евровизиски Што испадна дека и наместен си? медиумски портали со наградата во рака Аха. и информација дека наместен бил фестивал. Значи насловот. Значи тука војата мотивација ми фалеше одма од старт. Значи јас сум многу емотивен човек и се разочарувам со такви работи, но сепак ја знаев одговорноста и која задача ме следи и се обидував да го направам најдоброто од целата ситуација. Не биди толку тажен сега и ти. Ајде помина, добро е, помина. Помина. Не, Имаше, пази, имаше и пар убави моменти. Blackstreet ти беа пратечки во Кали, мислам, што сакаш? Ето како Така? што јас сум ето да кажам многу помлади дечиња идол
така и тие беа на некој начин мои идоли. За мене беше навистина голема чест таа соработка и многу беше... Кој ве поврза конкретно? Не поврза една хуманитарна соработка. Така? Браво. Направивме една заедничка песна, тоа исто голема чест И за ти мене. шо вегаш, ај со мене пратички да. Така спонтанно. Така, Испадна значи не беше муабетот. ништо Hey, guys, планови големи, и не викам, знам. guys, what you think about to come with me Oh yeah, to what you think Eurovision? about that, man? Oh yeah, why Така, not? yeah, oh yeah. We cool with that, but it's okay. Oh yeah, ова ќе го титламе, не се секири. Се на се сума сумарумо, таа Евровизија. Имаш кјар, например, не знам, и денар да не земеш, веројатно има кјар од Скопски, од X Factor, од сето тоа на страна наградите. Од секое позитивно искуство имаш доживјај, од секое негативно можеш и нешто да научиш, нешто со негативните искуства можеш да напредуваш. Мада никогаш не би рекол дека тоа беше за мене некое негативно искуство, значи Да, добро. никогаш не се парите најбитно, него најбитно... Ако сме кај пари, овие X Factor ти исплатија, бе, човек? А? Не, мислам... Не, а? Не. Добро! Вака, јас пак ќе кажам, не е тоа најбитното. X Factor за сите нас беше еден преубав момент и сакам За луѓето цела така да го Македонија, запамтат, бидејќи навистина јас и се уште се гордеам со тоа и сите мислам дека имаме убави спомени со тоа. А и многу донес. Луѓето ме запознаа. Прошетав, запознав многу луѓе и во Србија, и во Босна, и во Црна Гора, поготово во Македонија. Се вратив после 26 години. 2-3 девојки. 3-4, максимум. Не, супер. Најголемата награда е поддршката Така на моите фанови и фактот дека после 25 години во странство можам да кажам дека ето се вратив дома и живеам во Македонија, што за мене е посебно. После 25 години може да си дозволи да дојде во Македонија и ваков шал да носи на емисија. Мислам, види го. Звезда. Кога беше минатиот Значи, пат. чекај, вечерва кога го ставив шалот, реков, сигурно ќе ме зафркава за шалот, ама ајде ќе го ставам. Ајде, да Мора видам, има, да ајде да видам. Минатиот пат кога беше. Не, за сега имаш оправдание бидејќи минус 10, па ти да не се лажеме, ја би носам шал Да, многу е ладно. Кога беше минатиот пат рече, ќе те цитирам, ќе се селам или ќе пробам да успеам во Белград бидејќи е на пола пат од Скопје до Австрија. Но гледачите на еден веднаш пуштија многу мейлови и рекоа греши, бидејќи всушност на пола пат од Скопје до Австрија е Бачка Паланка, а не е Белград. Бачка Паланка треба да одиш. Бачка Паланка, добро. Ајде малку да збориме за албумот, бидејќи се подготвува албум што треба годинава да излезе сигурно, така? Дај Боже. Дефинитивно, да. Веќе една песна е објавена, 10 лета. Ама добро, имаше и од претходно објавени што валјда ќе се најдат како бонуси Па некакви. сакаме да ги ставиме како бонус песни на албумот, но целта или моја желба е да има навистина минимум 10 нови композиции, што не сме ги чули. кои голем дел од нив ќе бидат пред да излезе албумот промовирани. Бидејќи пишуваш песни, дали може да те испробаме како текстописец сега во моментов? Нешто да напишеме? Во моментов. Ајде. Дали може да направиме еве ние зборови да ти дадеме, зборови, Океј. па јаче, дај некоја мелодија. Свири тоа. Сега, да ги видиме зборовите за Даниел. Значи, зборовите ти се: гитара, избори, стара баба, Дара Буба Мара, камион 600 тон, зеленчук, фристайл и пилешки прсти. Ај пробај нешто. Пробај нешто, еве ти ги зборовите. Аха, океј. Јас си пеам додека жаре се свири на гитара. Добро. За избори да зборувам, душата ми бара. Убаво. Не гледам, поминува една баба стара. И помалку ми залива на Дара Буба Мара. Зашто е така? Чекај, ајде. Чекај, размисли полека, добро. Нема што да кажам,
за камиони тешки. Фристайл. Со полни кеси зеленчук, јас си одам пешки. Па, Зеленчук го искористи. О. След две ти остануваат. Во овој фристайл страв ми е да не правам грешки. Браво! Жаре, после ке части, прсти пилешки. Браво, Дани! Браво, браво, браво. Браво, браво. Одлично! Кај ги најде овие зборови? Одлично. Не те частам да знаеш. Ке ме части. Ке частам ако треба. Не изненадваш, браво. Овие што се познативе сега, Сем Смит, ајде зборите ми кој се, Адел е многу актуелна, Ед Ширан е актуелен, што мислиш за нив, ајде вака да те чујат младите? Сем Смит, пример, ти се допаѓа? Одличен уметник, ама мојот вкус е повеќе Ед Ширан, Бруно Марс, Джастин Бибер изненади многу со новите песни. Мислам дека навистина напредува на позитивен начин. Што е со новиот техник кога сите да пеат? Што е со тоа? Што не пеат Па нормално? стана модерно фалсето. Стана модерно. Валјда не збора така кога доаѓа? Дали може апчиња? Нели? Кање Вест го слушаш? Аха. Да, го слушам, јас сум голем љубител на хип-хоп. Не само тоа, и он е на тебе. Да. Така? Јас сум неговиот нигер. Ти си неговиот. Хајде дајте го твитот и кажи ни ја приказната со ова. Што беше сега со ова работата? Ова е за време на X Factor. Така? Да. Значи вика Мислам Кање дека- Вест, Даниел Кајмаковски, you got my vote, nigga. Што беше ова, кажи ни. Значи- Бидејќи го имаше сегде на интернет. После првиот настап со One, нели пеев на U2 One и се тргнав од Набина и влегов во собата каде што чекаат другите учесници и однаеднаш слушам некоја паника. Даниел, Kanye West те стави, не знам, стави пост на Инстаграм, Дека не си знам, на неговиот Твитер, нига. не знам кај беше, на Твитер. Те твитнат Kanye West. Не ми се веруваше прво, нормално. Нормално. Ама сите убедени, така возбудени, ја читам и не ми се верува. Викам, окей, мислам ова е голема чест. Дури сватив дека се е тоа фейк, па после Добро. така малце се викав, колку сум глуп на вистина. Ова не е единствениот твит што Кање му го твитнал за Даниел, на Даниел. Еве друго, повели прочитај. Йоу, швеѓанец. I'm really happy for you, but Даниел имаше најдобар настап на Евровизија. Чекај. Има и друго. Ајде, друго. Ким ми вика, многу сум се нервирал, па како да не се нервирам кога Кајмаковски уште нема нова песна. Не, голем фан ми е, Голем фан. Значи, стокер, Редовно стокер, комуницирате? редовно стокинг, Kanye Да видиме West. друго. Йоу. Владо Јаневски не е лош, али Кајмаковски си е Кајмаковски. Браво. И последно, така? Последно. Ајде да го идеме последниот. Кајмаковски, you white, but you still my nigga. Ајде да преполам на друго. Која ти е омилена народна песна? Јас ги сакам повеќе тие изворни, староградски, македонски песни. Која е фаворит? Која е фаворит? Мојот фаворит, па има повеќе, ама да речем Лихнида, ја сакам многу, Зајди, Деј ги ди луди млади години. Дај малку зајди. Дај за ке. Не, ја Зајди. Ајде. Викаш? Ајде. Пробај кратко. Ај ке пробам. Пробај кратко. Зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасна
Заиди уда би се. Рейтинзите порасна. Леле! Ау, еј, браво. Браво! Сега ќе играме една игра со Даниел што се вика две лаги и една вистина. Значи, тука треба Даниел да ни каже 3 изјави од кои што ние ќе процениме која е лага, а која е вистина. Значи има две лаги и една вистина. Изјава број 1. Сум бил на одмор на Маледивите. На Малдиви, добро. Тоа беше пред неколку години. Добро, тоа е една изјава, чекај. Добро. Тоа е изјава број 1, сум бил на одмор на Малдивите. Сум скокнал од највисоката зграда во Австрија, од 180 метри, со банџи. А, добро, пошто... Добро, значи, си скокал банџи од највисоката кула во Австрија. Да. И трета изјава? Се пресели во Скопје Добро. и дома чувам 2 мачки. Добро, значи, две лаги и една вистина. Едната изјава е дека Даниел летувал на Малдивите. Втората изјава е дека скокал банџи од највисоката кула во Австрија. И третата изјава е дека дома чува 2 мачки и е преселен во Скопје. Значи, одиме, кој мисли дека вистината е број 1 дека летувал на Малдивите? Има по некој, добро. Кој мисли број 2 дека скокал банџи од највисоката кула во Австрија? 90% мисла тоа. И кој мисли 3 дека е преселен во Скопје и дека чува 2 мачки? Никој! А вистината е... Изјава број 2! Значи, скокал банџи! Да, значи, мислам дека на 28 или 29, за 29 роден ден Добро. ми поклонија пријатели, пошто секогаш зборував за тоа колку би сакал да го направам. Мислев дека окей сум и све и нема да ме фати никаква паника, пошто ти секогаш имаш прилика да се откажеш, да се вратиш назад ако не ќеш, нели? Но си реков нема назад, нели? И кога ќе застанеш значи на таа ивица, најтешкото е, значи ти ви нема веќе. Ти викаат, пример, се држиш со двете раце и ти викаат добро, сега пушти ги раците. Аха. И фати се вака, значи рака за рака да се фатиш да ги држиш раците горе. Тоа е најтешкиот дел. Значи да стоиш на ивица од 180 метри, скоро 180 метри и да ги пуштиш рацете од. Значи тоа е најтешкото нешто. Уште потешко беше што ти вика слободен си, значи на 3 2 1 Рипај. пушти се надолу. Како е тоа? Сам да, значи, јас сум скокал и со падобран од 4000 метри и не беше толку страшно како скокот со банџи. Шалот е црн и Даниел го. Шалот е црн и Даниел го сакаме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Светло темно. Ако е овде 20 часот, дали е светло или темно во Пјонгјанг, Северна Кореја? Мора да биде светло по моја. Чека. Може би кратко пред
да изгрее сонцето, така нешто. Многу рано треба да биде отприлика. Многу рано. Да, Многу, ако е може би овде- 4-5. Ако е овде 20, близко си многу. Таму ќе биде, таму ќе биде. Значи 7 часа се напред, овде ќе биде. Окей. 4 са бајле негде. Што Да? би рекло ќе биде темно. Нема да е светло, темно е. Сега сме тука со Ивана и Марија. Ивана и Марија, вие сте фанови на Даниел? Да. Ој да не ме закача, еј. Слушаш? Слободно тука. Не, ние тука сите сме тројца фанови на Даниел, значи јас, Ивана и Марија сме големи фанови, а сега ќе играме нели ова делот што е сегментот Минута со Јагнер, бидејќи толку треба на ден за да бидеме чекор поблиску до убаво лице. Ништо, само играме зборови во низа. Најстандард. Еве, јас ќе почнам. Шалот Шалот е... Шалот е црн. Шалот е црн и... Шалот е црн и Даниел. Шалот е црн и Даниел го... Шалот е црн и Даниел го сакаме. Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи... Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата. Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е... Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е многу... Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е многу убава. Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е многу убава. Иако Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е убава. И многу убава изгледа, многу убава беше. Еј, ништо, ние мора да го довршиме. Ајде да те видиме. Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е многу убава и... Не. Иако. Добро, испадно. Ништо, јас и ти, ајде. Шалот е црн Ќе победам. Не верувам. Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата е многу убава, иако тој... Шалот е црн и Даниел го сакаме бидејќи кошулата... Ја испаднав? Ништо, победа! Победа за Марија! Марија е Демче, имаш тука козметиче, имаш и ти. Ова беа супер! Браво, Ивана, браво, Марија! Браво, Марје, браво! Да не го оставиме и господинов, имаш и ти, вака имаш витаминка, пакетче едно. Благодарам многу. Ова касно, знаеш, за нова година. Чајчиња ти знам дека пиеш ете тоа. И сега ние ни останува да испееме, нели, она што го ветивме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. И после еден ден останувате на Телма да гледате Опасни пензионери со Брус Вилис, така? Со Брус Вилис, да. Воедно одиме на Маврово да скијаме, да одиме на чист воздух, ти доаѓаш со мене, претпоставувам. Секако. Бидејќи јас и ти секако да одиме заедно. Точно, да. А за крај нешто да испееме нормално. Sex on Fire рековме? Sex on Fire. Ајде, Даниел и јас, Sex on Fire. Ова звучеше грдо. Не е битно. Yeah. Lay where you're laying. Don't make a sound. I know they're watching. Yeah, they're watching. And all the commotions. Katie's like play. It has people talking. Yeah, they're talking, and your sex is on fire, yeah.
dark of the valley, the breaking of day, head while I'm driving. Yeah, I'm driving, and soft lips are open, and knuckles are pale. It feels like you're dying. Yeah, you're dying, and your sex is on fire. Yeah. Concerned with what's to transpire. Yeah. Како се спомена кај Жара? Прекрасно, како и првиот пат, навистина уживав, се надевам дека и гледачите дома уживаа и се радувам уште сега на наредниот пат.